Почитувани господин Митевски, почитувани представници од Европското движење во Македонија, почитувани останати присутни. Најпрвен чест и за мене како градоначалник и за нашата општина да денес бидеме домаќини на една ваква трибина. Помина долг временски период и Куманово и Република Македонија беше пред еден голем предизвик. Се случи нешто што во минатото можеби беше дефинирано своевремено како преселба на народите. Во ова поново време се случија големи преселби на граѓаните. Имаше голем број на мигранти кои што транзитираа низ Република Македонија, низ регионов и нормално, бидејќи сме на таква местоположба каде што сме како град, не го одминаа ни нашето Куманово и бевме живи сведоци на сето она што се случуваше. Тешки човечки судбини, кои што секојдневно ги гледаме како се соочуваат, се бореа луѓето за живот, за екзистенција. На почетокот сето тоа тргна го набљудуваме како граѓани, жители на ова една од најсиромашните држави во Европа и гледаме како група на луѓе транзитираа на почеток пеш. Претходно сето тоа се случуваше по добро организирани канали на црно. Поединци правеа сериозен бизнис од тоа. Да, состојбата ескалира до тој момент каде што веќе почнаа да се движат по автопатот и по главните патишта со велосипеди. Гледавме родители, мајки, татковци натоварени со деца на грб како со велосипед се движат и бараат подобро во животот. Најголем дел на почетокот нив доаѓа од реоните кај што имаше воени действија, но подоцна се случи еден економски бран на мигранти, кои што од тешките социоекономски услови од државите кај што потекнуваат, беа принудени да мигрираат во побогатите држави, а тоа конечната дестинација беше западноевропскиот систем, западноевропските држави. Ние како држава, но и општина Куманово како хуман град, кој што се покажал низ историјата дека е така, веројатно поради турбулентното подрачје на кое што живееме, па макар те не научило да бидеме такви, се обидуваме да го дадеме својот максимум во делот на онаа што значи укажување на елементарна помош. За жал, голем број од овие мигранти заврши и трагично. Особено трагично во деловите на железничките пруги, кај што беше небезбедно за движење и многумина од нив, за жал, не си ги знаат ни посмртните остатоци на членовите од семејството. Благодарејќи на организацијата на државата, невладиниот сектор, кој што се најде тука и излезе во помош, беа формирани камповите, кои што и ден денеска постојат. Јас во моје име и во име на сите граѓани на општина Куманово се заблагодарувам на сите оние луѓе кои што беа инволвирани во ова хумана работа и првенствено укажаа голема помош и на самите мигранти, но и се најдоа во вистински момент на државата на располагање со тоа што дадоа свој допринос.